Радикалните протести кои почнаа вчера продолжуваат и денеска, откако очигледно и понатаму нема разврска на проблемите и на неисплатените плати на релација град Скопје, односно ЈСП и приватните превозници, кои најавија дека дење и ноќе ќе ги блокираат во целоста некои и делумно од булеварите и главните крстосници во нашата метропола. И овој пат за соговорник го имам Кемал, еден од превозниците на Слобода превоз. Она што еве во продолжение би сакал да го потпрашам е последното гостување на министерот за локална самоуправа Ристо Пинов, кој напомена и потенцираше дека владата има инструмент за тоа како да ги отстрани блокадите кои што ги правите. Добар ден на сите. По повод изјавите на дотичниот што го спомнавте, најискрено не би сакал воопшто да ги коментирам. Таа особа беше градоначелник на град Скопје и исто така му се случија вакви протести. Резултатите од неговото бивање на чело на град Скопје не се многу познати, така да не сакам да го коментирам него воопшто. Дали мислите дека било каков инструмент владата може да примени и да ве спречи да излезете вака, јавно да застанете, да барате правдина, како до сега? Сите се запознати во градот Скопје и пошироко во државата со нашата состојба. За жал, имаме потешкоти и сите, почнувајќи од нас и граѓаните кои што имаат отежнато движење. Нормално, повисоките инстанци на власта во државата, според мене, веќе би требало да се вклучат и да овозможат некакво посредништво за решавање на проблемот со неисплатениот долг од страна на јавното сообраќајно претпријатие према нас и однесувањето на градоначалничката на град Скопје. Значи, тоа би било во општ интерес. Ние имаме уредно најавен протест. Ние сме исто така рамноправни граѓани на Република Македонија. Најавениот протест ние на овие локации, кои што ги спомнавте вие, со неограничено трајање. Со оглед на тоа што граѓаните знаат често да реагираат, велат дека со протести сме запознаени, во МВР ќе отидете, ќе ги најавите, меѓутоа временска рамка секогаш треба да постои кога почнува протестот и кога трае. Дали вие знаете кога ќе заврши протестот и како вие го имате истиот најавено до МВР? Протестот го имаме уредно најавено, како што кажав, и за време трајањето е назначено дека се додека нема епилог или резултат за нашите барања. Со оглед на тоа што политички препукувања овие неколку седмици видовме и слушнавме на релација власт, опозиција и третата страна, градоначалничката Данила Арсовска. Се почесто слушаме дека ова е политички протест. Дали е политички протест? Апсолутно не. Таквите случувања воопшто не интересираат, нити сме засегнати. По 100 пат ќе повторам, ние тука имаме екзистенционален проблем. Значи имаме проблем со неисплатениот долг од страна на јавното сообраќајно претпријатие према нас и непочитување на договорот од страна на истото. Не ни префрлат средства, така наречен паушал неделен, за да може непречено да се одвива јавниот градски превоз, да се избегнат сите овие гужви и нервози на граѓаните на територија на град Скопје, така да сите среќни и задоволни би биле, а проблемот со долгот да се седне како во сите цивилизирани и нормални држави, да се договараме за динамика на исплата на долгот. Ние, ќе повторам по 100 пат, не бараме и имаме разбирање према кризава, не бараме одеднашка да не биде платен долгот. Бараме динамика договорена на исплата, тоест на рати, подобро да бидеме разбрани, и неделните паушали да течат, да можеме да ставиме нафта во автобусите и да се вклучиме во извршување на јавниот градски превоз. Да им олесниме на граѓаните и на сите други. Што би направиле доколку властите решат насилно да ве тргнат од главните крстосници и булеварите? Значи, ние сме
обични смртници, обични граѓани. Законски најлегално го најавивме протестот. И немаме намера никако ниеден случај да се конфронтираме со институција на државата, особено Министерството за внатрешни работи. Значи, ние не сме такви луѓе. Ние сме луѓе што си го барат основното елементарно право да преживеат. Екзистенционално сме загрозени. Доколку и овие радикални протести не вродат со плод, кој е вашиот следен чекор? Значи, евентуалната радикализација може да иде само во насока да ги донесеме и семејствата тука ден и ноќ да бидат со нас. Најавивте протест со глад. Што по ова прашање си имате договорено? Значи се уште немаме завземано цврст став. Дали со семејствата да дојдеме, дали во комбинација и семејствата и штрајк со глад.